Како да се создадени едно за друго. Езерското синило и чамецот. Убаво прилега тенката дрвена конструкција во водата. И складните движења на веслачите и веслата, кои како по такт се креваат и спуштаат, а чамецот лета по површината, оставајќи зад себе бразда во водата. Секојдневно, бразда по бразда, цели 50 години, а само езерото знае колку се направени. Сите ги памети, од првите во 1932 година до денес. Пет децении измина од организираното веслање во Охрид. Врзано е за името Југ, клубот што годинава го слави 50-тиот роден ден. Златен јубилеј на еден скромен спортски колектив, надпреварувачки не многу афирмиран, но голем на свој начин. Како стожерник на охридската младина, правилно насочувајќи ја не само во спортското движење. Развојниот пат на клубот е интересен, проткаен со перманентен растеж. Денешнава емисија е обид да ви го прикажеме. Малку сведоштва има за удирањето каменот темелник на клубот. Еден стар исечок од предвоениот весник Вардар, до кој случајно дошол еден од членовите на управата на Југ и на купоранешен активен надпреварувач Здравко Тупаре, не одведе во куќата на Анастас Чорбе, еден од најстарите охриѓани, роден во 1889 година. Чико Анастас, пред известно време, другарката Грозда Филипчева ми даде еден документ од незиниот покоен маж Боро Филипчев за оснивачкото собрание на пливачко-веслачкиот клуб Охрид од основан 1932 година. Да. Пишува ова: иницијативом неколико спортских функционера овде е основан пливачко-веслачки клуб Охрид. Правила клуба су потврđene од стране Кралевске банске управе, да, Вардарске бановине, да, под број 16523 од 32 година. да. На основачкој скупштини, која е данас одржана у кафани Европа, изабрана е привремена управа, која е конституисана на следечи начин. За председник, господин Серафим Крстич, Прота. Као почесно место. Подпредседник Јосиф Парницки, учител, втори подпредседник Иван К. Заровиќ. Да. Заров. Понатака ги реди и другите членови на клубот, меѓу кои сте и вие член на првото оснивачко собрание на овој пливачко-веслачки клуб. Да. Дали се сеќавате на ова време? Точно. Во тоа време беше многу важно тоа да се подигне друштво, само заради тоа што се развие туризмот во Охрид, како туристичко место во Охрид да се напреди. Многу од граѓаните беа заинтересирани. И сите беа готови со што можат да помогнат, и затоа личности кои не би могли за секојаш да се примат како Папа Серафин и останалите, но заради тоа што беше многу корисно за Охрид, избраха, тоа е тоа точно. Видни граждани. Беше почнат Демостен Манев, беше присутен, кој земен со адвокатот, разбирате. Имаше други личности, Иван Заров, и тој беше така загреаните што беа. Имаше многу и други граждани кои беа заинтересирани. Каква беше активноста, дали имаше активност во Охрид пред да се формира клубот? Голема активност и големо желание имаше да се клубот фактират. Затоа што често пати нашите, нарочно при случај на празници, се собираха чунари кои не беа ходени на работа на лов да се надпреваруваат. А истовремено имаше доста личности кои имаат своји кајчина. И с нив имаше често пати тоа надпреварување. Уопште, големо внимание се обращаше на езерскиот живот, да може да се напредне тоа питање за развивање на туризмот во Охрид. Дали се сеќавате на денот кога беше формиран клубот, на свеченоста што беше организирана по тој повод? Се сеќавам, добро се сеќавам. Многу граждани имаше, многу присутни.
Како се кајчината кој добивме од Белград и спуснаме тука, тоа место беше сегашен Палас каде е. Имаше таму доста граждани кои беа присутни. Дали се сеќавате како изгледа првите кајчиња за надпреварување? Да, колку се сеќавам јас, тоа прилично долги беа, изберете и плитки многу, така, некако обичните наши кајчина што беа овдека. Али иначе нашите вестачи кои беа, веднага се приспособија и со они ми се надпреварува уште првите после тога дни. Каде ги чувавте кајчињата? Каде испуштивме местноста која сега се викат Палас, таму имаше една куќа приватна, стара куќа беше, таму ги имаме сместено. На таа куќа беше собственик Сандре Голубовски. Во тоа време, можеби за еден дел од основачите на клубот, веслањето требало да биде искористено во туристичко-пропагандни цели, но факт е дека тогаш се испишани првите редови на новата страница на охридскиот спорт. Веслањето станува популарно. Со кајчињата од типот јола, гик и клинкер, подарени од белградскиот клуб БСК, почнува организираната активност. Од првата генерација веслачи, Бого Бакал, Борче Бакал, Димче Каневче, Ристо Томев, Томе Бакал, Митко Огнен, Коста Каневче, Јон Арнаут, Ристо Малезан, Коле Мише, Коле Маленко, Таки Каневче, успеавме да дојдеме само до Методи Патчев. Иако со нарушено здравје, дојде да ни раскаже за деновите по раѓањето на клубот. За првите надпревари, најчесто одржувани од вливот на каналот Студенчишта до пристаништето, за средбите со веслачите на струга, за упорноста на женскиот дел од членството на Југ, формирано 1933 година во состав Невенка Патчева, Павлина Попстефанова, Климентина Кирова, Јорданка Филипчева и Филипина Филипчева. Првите години по формирањето на Југ минуваа. Клубот станува една од најпопуларните средини меѓу младината од градот. Генерацијата се состоеше од интелектуално и работнички оддел. Од интелектуалците имаше од гимназијата, младинци од 5, 6, 7 клас и 8 гимназија и од средната школа Дуборезачка. Имињата од Дуборезачката школа беше Аспаро Каневче, Насте Настевски, иначе тога го викава како Црни, онда уметник денеска во пензија Јонче Симонче и уште многу други младинци од таа школа. Еден од веслачките при формирањето во Охрид, во групата Дуборезачка, се наоѓам и ден денеска како активен член. Тоа беше од прилike некаде 32 година. Се сеќам, тренерот беше Жарко Дамјановиќ, службеник беше во ПТТ, односно во поштата. Надпреварите така се организираа сам меѓусобно. И ние, колку се сеќам, јас, надпреварите меѓусобно ги организиравме по групи. Едната група беше од школската, гимназијата, другата беше Дуборезачка и третата, ако не грешам, дали беше рибарска или работничка, пошто повеќе години поминати се, тука не можам точно да дам. Имавме релација кејот од Студенчиша према Канео. Од една страна развивавме во должина до 2 километри и уз обала. Младината од Дуборезачка ја водеше еден врло напреден професор Бранко Шотра. Бранко Шотра, првите такмичења тој спреми некакви си специјални пехари кои доделуваше на победниците од тогашните регати. Самите такмичења за време на бивша Југославија се состоја од младинските организации од Охрид и од Струга.
не само со нашите чамци, за поголема атракција. Како би се собрало населението, би се заинтересирало, пошто тие немаја уште поима за овие спортски чамци, четверци, скиф и двојац, онда со овие корита, што и жените наши што перед веш, почнеа со такви корита на најпримитивен начин некој си такмичење, онда со рибарските чамци, односно чунови. Таквите состезанија се одржаваја за верските празници духови, така да овај предел овдека, пристаништето, беше начичкано со публика, така да немаше просто место каде се стане. Не само публиката од Охрид, току и публика идеше од Струга, Ресен, Кичево и Дебар. Тоа беше една сензација. По Стефан Балев, онда Пере Ѓурџов, Милчо Грунче, Перо Чауле. Тие беа вака една екипа, четворка, со свој кормилар, кој има добар успех во такмичењата. Тоа беше вака младинска работничка група. Осим таа група, онда беше ова што спомена Преска од Дуборезачка, а онда имаше врло јака група, гимназиска група. Во таа гимназиска група се Владимир Ќосев, онда Димитри Тунте, Ефтим Филе, Ото Главаш, сите се овие денеска професори и инженери, доктори на Скопскиот универзитет. Посебно би сакал да одбележам да овај спорт во Охрид се поврза со напредната младина Београдска, со студентската колонија во Охрид и даде потик да Београдската школа за телесно воспитање се префалит во Охрид на двомесечен курс да увежбават овие спортови на вода, имено пливање, веслање, кајакарство и једличарство. Таа школа беше близу до манастирот Свети Заум и тие таму една колонија, веројатно беа околу 100 студената и изванредна атрактивна ситуација створија за целото население околу тој логор. Ние младинците и населението одеше таму да ги посматат како ти спортуват и се ствараше некој зачетак на таа напредна студентска колонија која во Охрид даде изваредни резултати после во токот на време на окупацијата, тука излегоа и кадрови во народничка борба. Клубот е во полн замав. Се повеќе се чувствува и стручноста во работата. И во деновите на перманентен подем започнува Втората светска војна. Охрид е окупиран, не е време за надпревари, но активноста сепак продолжува. Со окупацијата на Македонија од страна на бугарските фашистички окупатори се постави дилемата дали клубот да продолжи со работа или не. Военното време не беше време за спортување. Меѓутоа, согледувајќи дека во рамките на веслачкиот клуб Југ ќе можат да продолжат идејно-политичките и воспитни активности на Комунистичката партија и на Сојузот на комунистичката младина на Југославија, ние се определивме да клубот ја продолжи својата активност. Секако се одвиваја спортски активности, надпревари, тренинзи, во наја мера колку тоа беше можно, но уште повеќе во рамките на клубот се одвиваше мощна и интензивна идејно-политичка и васпитна работа со младината. Меѓу најистакнатите активисти во тоа време, меѓу другите беа другарите Ристо Филев, Ристе Арсеновски Чајче, Иван Маленко, Димче Маленко, Латко Лукан, Ламбе Михајловски, Здравко Ковачевски, Лјупчо Чакар, Ефтин Филе, а меѓу женската младина Нада Чудова, Љубинка Маленкова, Нада Арнаудова, Нада Филева, Вера Групчева и други. Посебно сакам да истакнам дека веслачкиот клуб Југ ја собираше како работничката, така средношколската младина.
На тој начин се остваруваше една тесна поврзаност помеѓу работничката и школската младина. За мощне плодни активности во рамките на спортскиот клуб Југ во текот на војната придонесоа како одредени субјективни, така и објективни причини. Субјективните фактори беа тие што во рамките на клубот се најдоа многу младинци кои што веќе беа организирани во Сојузот на комунистичката младина, во СКОј, а од друга страна пак самите простории даваја мощне поволни објективни услови за одвивање на идејно-политичка активност, за собирање на младите. Просториите пред војната беа адаптирани за сушилница на риба, така да располагаа со доста тунелски печки, кои што се користеа за сместување, за чување на вооружување, санитетски материјали. При падот на бивша Југославија, гимназијата во Охрид беше складиште на вооружување и други потреби и доста вооружување од гимназијата кое успеавме да го засолниме, беше одредено време скриено во хангарот на веслачкиот клуб Југ. Од друга страна, во текот на 43-та и 44-та година успеавме да воспоставиме врски со некои војници во бугарската војска во касарната Горица, кои што беа по потекло од Македонија или напредни бугари, и преку ними успевавме да обезбедиме нешто бомби и друга војничка опрема. Добро се сеќавам кога младинците Иван Маленко, Саве Савевски со едрилица од хангарот отидоа во касарните во Горица да ги превземат тие материјали и да ги префалат во хангарот. Читаво време ние кои што знаевме за акцијата ги следевме, страхувавме заедно со ними, но акцијата беше успешно извршена. Исто така хангарот, односно просториите на клубот, се користеа за размена на напредна литература која илегално се читаше. Покрај тоа во летните месеци практициравме да земеме некој рибарски чун. Клубот исто така располагаше со еден голем железен чамец, кој што можеше да собере околу 40 души. И, собирајќи се голема група, ние одевме по езерото, пеевме песни, се влијаеше на младинците. Од сликите со кои што располагаме од тоа време може да се види дека покрај машката работничка и школска младина, мощно активни беа во клубот, имаше и членови женска младина, кои што беа мощно активни. Се разбира, военните услови не овозможуваја, нито пак ние инсистиравме да одиме на некакви надпревари. Тие надпревари во главном се одржаваја во Охрид, на Охридското езеро, но карактеристично е да во тие доста содржајни надпревари, покрај надпреварите со спортски кајчина, со спортски чамци, учествуваја и рибарите, надпревари со чунови, учествуваја деца со дрвени корита, така да може да се каже дека клубот преку овие форми беше собиралиште, речиси скоро на сите слоеви на младината, па дури и на возрастните рибари. Меѓу рибарите исто така имаше комунисти, имаше напредни луѓе уште од пред војната, кои што со своето учество исто така допринесуваја да идејно васпитната работа во рамките на клубот биде поплодна, да биде поефикасна меѓу младите. Морам да кажам дека во клубот од околу 120 до 150 членови, преку во овој период од 41 до 44 година, преку 60 станаа членови на Сојузот на комунистите. Во просториите на клубот
одржани се неколку состанци на местниот комитет на СКОј, во просториите на клубот формирани се скоевските групи кои што постоја во Резбарското училиште и накрај да кажам дека од редовите на членовите на клубот своите млади животи за нашата слобода, за нашата револуција ги подарија членот на клубот Нада Филева и Сашо Огнен. Крајот на воениот виор е почеток на нов период од клубската историја. Во тоа време, веслачкиот клуб Југ, единствен од овој вид во Републикава, ја остварува првата поставена цел – омасовувањето и веќе брои околу 150 членови. Од Загреб доаѓа и Едвард Јунек, тренер со големо искуство, што успешно организира работата во клубот. Така членовите на Југ 1949 година за прв пат се надпреваруваат и надвор од Републикава и ги жнеат првите успеси. Славе Дудан на синдикалното веслачко првенство на Југославија е победник во скиф, екипажот на четверецот со кормилар го освојува второто место. Тоа е и период на ударништво. После ослободување, уште како дете јас, на 11-12 години, негде 46 и 7 година, памтам, старото училиште Свети Наум беше доста ренуирано, искршени прозорци, чамците не можеа убаво да се сместуваат. По иницијатива на повеќе постари членови на клубот се одлучи да се руши тоа училиште и се сеќавам кога со ударна акција се рушеше околу 2 недели. Потоа, без многу, не се тоа бараше многу локации некој, се сеќавам кога темелите се копаја на новиот хангар, пола метар темел толку беше, немаше тога многу цемент, со кал, со глина и со камен, и со градите од старото основно училиште почна да се гради тоа и сега постоечи хангар. Се немаше многу средства, така да колку што беа чамците долги, толкав со малка одстапеност од пола метар се поставија новите темели за новиот хангар. 50-та година веќе во Охрид како тренер настапи Славо Дудановски, кој беше на едномесечен курс во Сплит. Ние со него доста трениравме и 51 година екип веслачкиот клуб Југ учествуваше организирано на државното првенство на Југославија во Вуковар. Резултатите беа скромни, важно ни беше да се пласираме во финалните борби. Меѓутоа, нашите кајчина беа доста стари, преклопна градња, немавме ние кајчина од глатки, меѓутоа, со квалитетот и со веслањето не заостанувавме од другите спортски веслачи во Југославија. Повеќе години, односно секоја година, во чест на роден денот на другарот Тито, 25 мај, ние ја носевме Титовата штафета. Едно се сеќавам со кајчина од Свети Наум до Охрид, а често од Пештани или од Синдикални дом до Охрид, а исто така ја испраќавме со веслање од Охрид до Струга. Ја предававме на стручките спортисти. Тоа се живи спомени и за секогаш ќе ми оставаат во сеќавање. Скромните услови за работа, мал број чамци на една страна, прекрасната природна патека езерото, која максимално се користи, и ентузијазмот и упорноста во работата и натаму се главните одлики на клубот. Сепак резултатите не изостануваат. Од 49 година до денеска веслачкиот клуб Југ од Охрид учествува на сите државни првенства. Било тоа да се јуниорски или сениорски.
За учеството на повеќе од 30 години зборува дека се гаи врвно веслање. Денеска ние можеме да кажеме дека имаме и државни прваци. 62 година Симеон Ѓурчев го освои првото место во Смедерово. А Јулијана Николич, како една од најперспективните веслачки од Охрид, е постојанна членка на веслачката репрезентација на Југославија. Но не само овие два врвни веслачи. Повеќе веслачи од Дубл скул, двоец со и без кормилар, како и четверец, посебно кај женското веслање, веслачките на југ од Охрид секога се во врвот. Не можеме да кажеме дека сме освоили прво место, но второ, трето место секогаш било ангажирано за веслачките од ВК Југ. Во живеењето на клубот има и периоди на слаби резултати, но тој и натаму се бори со проблемите што се јавуваат на патот на развојот на секој спортски колектив. Заедничка црта на сите генерации на клубот се упорноста и пред се ентузијазмот, од првата до денешната генерација. Веслачки клуб Југ денеска брои 80 членови веслачи и управа, од кои 40 веслачи се редовни веслачи за учествување на надпревари на републички, државни и меѓународни надпревања и 40 веслачи се во пионерската школа, односно школата за веслање. Денеска веслачкиот клуб Југ го продолжува она што претходните генерации го формирале и го основале, работеле, така да сака да ја продолжи она традиција на добро работење, добри резултати постигнати од претходните генерации. Веслачки клуб Југ денеска располага со еден пловен парк, можам да речем доста скромен, од два четверци, два скифа, еден дубл скул. Перспективата на нашиот клуб е секако сврзана како и со другите спортски организации преку материјалната основа. Можам да речем дека средствата кои ги добиваме за екзистирање се скромни, да не речем минимални, во споредба со нашата конкуренција на ниво на република или на ниво на држава. Од ланска година па навака постои промена на генерациите во клубот, со тоа што бар за година-две сметаме дека мораме да се припремаме по-подготвено, за да би ипак дошле до израз на југословенско ниво. Оваа година ние мислиме дека ќе представува и прекретница во развојот на врвното веслање во Охрид. 50 години е временски интервал кој што дава гаранција за понатамошниот развој на веслањето. Аматерските работници, не само во управата, туку и во оспособувањето на веслачите, се зафатија да го организират овај јубилеј на достоен начин за Илинденската регата, која треба да се одржи на 1. август оваа година, а се совпаѓа и со организирањето на првата основачко собрание на пливачко-веслачкиот клуб Охрид во 32-та година. За таа цел од Веслачкиот сојуз на Југославија сме обавестени дека ќе се сторат напори да дојдат врвни веслачи, да се одбележи јубилеот кој што се совпаѓа и со 60 години од веслањето во Југославија. Може да се заклучи дека во врвните спортски манифестации на овој град веслањето од секогаш завземало врвно место и се надевам дека и понатака ќе го држи тој примат.